Да, добар ден, почитувани гледачи. Следува втората контактна емисија на телевизија 24 очи во очи. Јас сум Зоран Димовски. Во наредните речиси 50 минути зборуваме она што вие сакате да го кажете, да го споделите, да дебатираме за тоа, како што гледате и на самите кајрони. Денеска петочно велиме дека ќе зборуваме за слободни теми, односно за слободна тема. Знаете што беше актуелно изминативе 10 дена, тоа беше животната средина и колку се грижиме за животната средина, откако настана на загадување на водата во Гостиварскиот водовод, вода која што за жал се уште е загадена, надлежните информираа дека е најдена дури нова бактерија, се уште се врши дезинфекција на Гостиварскиот водовод, се уште се врши хиперхлорирање. По оваа вест излегува дека и другите градски водоводи, па и водоводите во руралните општини, таму водата е загадена. Ова беше една од актуелните теми изминативе 10 дена. Тема беше колку се грижиме и надлежните, меѓутоа и ние како народ за државниот имот, откако настана голема кражба во подстаницата во Драчево, каде што откако беа соборени два големи трансформатори, беше одземена голема количина на бакар, при што според надлежните била нанесена штета од околу 5 милиони еври. Ова не е само единствена кражба во македонски железници, нивните информации говорат дека таму секоја година се краде и до половина милион евра во однос на средства и опрема. Нормално беа актуелни оние препукувања на политичките партии околу аспирацијата на земјата во Европската Унија, откако еве вчера премиерот кажа дека, односно Христијан Мицкоски, меѓутоа и потоа министерот за надворешни работи Муцунски кажа дека државата нема план Б, меѓутоа во Европската Унија не одиме по секоја цена. Значи, ова беа практично темите, меѓутоа и овие теми за кои што изминативе 5 дена во двете контактни емисии на телевизија 24 говоревме, не мора да бидат денеска тема, доколку сметате дека треба да споделите некоја одредена тема, некој нов предлог, слободно говорете. Како што кажав, петочно расположени сме да зборуваме, да дебатираме, да споделуваме мислења, своји предлози на било која тема која што актуелна. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Значи, нема да се грижиме за животната средина, ќе се грижиме сега за план А за Македонија. Цел народ, јас по мене, моje мислење, го повикувам цел народ да станиме, да се организираме, да го поништиме пред Спанскиот договор. Како ќе го поништиме, господине? Со референдум. Затоа што референдумот не беше успешен кога се донесе. Добро. Не беше успешна ни седницата на пратениците, вадеа од киселина, од нафта ги вадеа, не бе грешив, од затвор ги вадеа да ги носат за да гласат. Која е та реална работа што се прави? Зато народот сега доеден да се обединиме, да побараме референдум нов и во собрание да се гласа, да се поништи тоа. Затоа што со бугарите ние не можеме да нити да разговараме, нити да проговараме, затоа што тие не отстапуваат ни милиметар, не го копаат со мотиката, што подлабоко да не уништат, да не постоиме. Тоа не се свести ни овие власта воопште не обрнува внимание, него народов не е свесен што ни се случува. Затоа што тие се таму горе на власта како истроше на Лансер Верглад, едно исто Верглад. Муцунски, молим те, оставка си поднеси одма. Ќе кажуват А, Б, планови. Одложено, не одложено, бе. Чекај, бе. Кај живееш ти, што си? Каде е Пиринска Македонија? Благодарам. Ете, и кога има слободна тема, граѓаните секогаш се почесто сакаат да зборуваат
за политички теми. Добар ден, повелете. Добар ден, ве поздравувам, Диме на телефон. Так, добар ден, Диме, повелете. Почитувам, Зоране, многу убав вове дадовте и од сето тоа вие што го кажате, јас желам вака, дека ние живееме во држава каде што преживуваме, не живееме. Него денеска сум воодушевен од еден настан, од еден наш сограѓанин од Битола, кој што директно во очи, во фаца, грубо кажано, му постави прашање на диктаторот, односно интригашот. Очитувам, Зоране, тоа не е смелост. Знаете што е тоа? Тоа е граѓанин кој си ги бара своите права. Апла пред јавност. Господ да го поживее, затоа што ќе даде пример со неговиот коректен однос, оно што го бори, мачи душата, постави прашања. А такви прашања, кај нас во Македонија има на илјадници, а nama чизмата успеа да ни ја наведне главата. И гледате како полека нашиве глави, што не се со испрани мозоци, ќе се дигнеме полека и се ќе биде оке. Почитам водителу, на Мечкин камен кидел, како ми беше Милошовски. Почитам водителу, грех невиден. Човекот кој што не ни го признава Блаже Коневски, а преку тоа и македонскиот јазик, кој што требаше и те како да биде во затвор за махинациите што ги правеше со тоа кичево таму, Автомотор Сојуз, па тие објектини што ги има, он ки иде, замислете, во Крушево. А владама и го поздравувам спикерот на Македонија, Гаси, така перфидно се извлечка од оваа ситуација и киде во Египет, кај што има пирамид. Благодарам. Добар ден, повелете. Ало. Ало, добар ден. Во жива програма сте, говорете. Сега вака ја од Кавадар се јавам. Господин од Кавадар, се ве молам тонот на телевизорот. Постојано се случува со тонот. Чеко на мало за момент. Емисијава трае 15 години. Мислам дека треба да научиме, да. Добро ли сега? Сега е одлично. Слободно говорете. Сега вака бидејќи од Кавадар се јавам. Да. Слободна тема е. Слободна е, да, слободна петочна тема. Министрот за земјоделие е поставен да земе и засука ракавите и да оде на терен. Така. Ајде, нов е сега. Сега е избран, може би ќе оди на терен. Рано е да судиме, така? Сега го избраја. Горе. Ова е олигарство што е и ова е СДС. Треба да го спомнат. Не да ми кажуваат винари и мали. Ние имаме голема винарија, најголема на Балканот. Така. Значи не е тоа од татко, од кај му се парите да го прашат тој олигарство, што е, не сакам не името да му го спомнам, се знае тоа е кај Свето Јаневски. Значи СДС да го спомне тие Свето Јаневски, не да ми кажуваат владата не давала цени за гројето. Ние имаме проблем со откупните цени. И затоа младите не сакат да работат за ист пари. Еден аргатин е до 12 саат од 2000 динара. За кој пари ќе работиме? За без пари? Значи возовите расходите трajnije rastат веќе. Нема гројзе. Значи ето тоа да реđe да гена ова земјоделието во Македонија и тие министерот да подхитно треба да оде на терен. Такви министри нас не ли треба у канцеларии да одат. Благодарам. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Од Кичево се јавуваме. Така. Денеска читам по социјалните мрежи како коментира некој дека некој од ДУИ учака требале да бидат во Хаг. Притворени и затворени за тие што ги прават злосторство во Македонија, нели? Јас вака вика, пред да појдат тие од учака во Хаг, треба да појдат оние поддржавачите нивни кои ги штитиат и кои ги заштитија со закон.
да помане го предложи законот, а СДСМ го усвоја. Овие две злосторнички македонски партии и денеска говорат за Македонија. Значи, тие се поддржаваци на злосторниците, на ратните злочинци, што извршија зло на Македонија, што извршија геноцид на македонски, на македончина, деца, така натака, што ја нападна државата. И замислете, со закон ги заштитија. И ние од овие криминални партии бараме Македонија да дојде напред. Македонија и македонскиот народ имат живот во Македонија. Значи, пред све тие треба да го судели сите пратеници, се знае тамо кој гласа, пратеници се знаат сите оние поддржавачи кои поддржаваат овие две злосторнички партии од македонскиот блок, да бидат во Хаг или на Голи оток, а нивните поддржавачи да останат во Македонија овде, да им се обезбеди притвор, затвор, слободно, на слободен простор, да работат се што е земјоделие и обработливо, необработливо, и да им се дадат да се отворат фарми сточарски, да одгледуваат овци, свињи, кози и така натака крави. Да имаме беличета, не само да одат во затвор и да лежат и да јадат. Значи, и да се конфликтува, сега оно што од која стина власт, све да им се одземе целиот имот, оно што штете Македонија, што не штете наш, што не направи роб Македонија, што не продадува Македонија за 1000 евра, за 2000 милиарди евра продава за кредити. Името и презимето не продава. Идете и другите. И другиве што дојдат на власт не е сторено ништо што ветија. Значи лажови си едните и другите. Само значи да се слободни моли народот се дигне. Народот треба да го поддржава пред гледаш, народот треба. Благодарам. Добар ден. Добар ден. Повеле господја. Вака сега. Прво би ги замолила гледачите да не се вреđаат меѓу себе, зашто не ги ранат партиите, сами си ги заработуваат парите. Второ, како на ниеден медиум, јас тоа не го видов, само на еден медиум ја видов, јахтата на Зоран, со кого беше не знам, сима таму истражни органи, нека истражачиваа јахтата, меѓутоа како можеа да ги покажуваат 40 минути полуголи жените, нивни. Тоа не ми се допадна воопшто. Значи 40 минути таа слика гледавме. Зашто не го покажа Сашо Мијалко која беше пасошот одземен, а го покажа таму на Малдиви со сопругата на Харис Джиновиќ која се шеташе. Тоа не им одговара на гледачиве. Ја не бранам ни еден политичар и ретко кога споминам политичар. А инаку за Муцунски ќе кажам вака, да, тој е правник. Меѓутоа, дали има положено дипломатски испит за да води дипломатија? Ви благодарам пријатно. Благодарам. Добар ден. Ало? Ало, добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, слободна тема е, слободно Зоран, говорете. Како беше ова Скопје, проектот за 28 како се беше насловот? Скопје е европска престолнина 2028. Тука беа спорни тие 21 милион евра кои што беа обезбедени од град Скопје, од владата и од Европската унија, каде што практично фондацијата ќе располага и ќе ги троши тие пари без јавен тендер, меѓутоа на седницата беше одложена тек за септември затоа што нели имаше доста реакции од опозицијата. Повелете. Па сега вака, Зоран. Да. Каква европска престолнина сме со родот јазик со кој ни зборува Мицковски, глодари, клошари, лешинари, привезоци, полноглавци. Тоа ли е европски јазик, па сакаме сега и тој проект да го направиме. Па кај живееме? Не знам кај живееме. Вакви навреди што се кажани према граѓаниве, ние што го изгласавме него, после сите негови лаги и ветувања, и гледај тој како со на граѓаните што го гласаве се однесува. Не ми се верува. За која Европа зборува? Па тој со овој речник, не знам, многу книги има читано, изгледа за тоа како богат речникот. Толку, поздрав. Благодарам. Ето, може ќе бидеме во 2028 Европска престолнина на културата и може би со нашите активности со кои што ќе ги спроведеме, малку Скопје ќе заличи на Европска престолнина на културата. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Јас сум постојан гледач на вашата телевизија, ги пратам и политички теми, и вести, и културни настани, све. Ја би ве замолил едно.
Тале од Прилеп, овој од дивјаци што се јавува, и овој од кавадарци што тој свето, стварно телевизијата е прат, како да ви кажам, да луѓето не ја гледат, не ја слушат. Па прекинувајте и овие луѓе. Овие не знаат што зборуваат. Тој Тале од Прилеп, не знам дали има контрола, и вреѓање и све. Некој работи историски, човекот не ги познава, а зборува. Овој од дивјаци знае само да критикува, да онари. А на самиот нека се запраша дали платил данок за дојќењето во времето што ја купил од трговски центар Золово Подруба. Господине, вие редовно ги гледате контактните емисии, така? Ги гледам ја сите, не се јавувам ја. Ме интересира, слушам, Так, по година так. сум човек, ама стварно да стајат на телевизијата. Непристојни се. Непристојни, не чини то ни за телевизијата, ни за самата држава. Оти ова оди во етерот, не оди. И тоа има молба. Иначе, супер сте, ве почитувам како телевизија и понатака ќе настават да гледам и вести, и културно просветни, образовни емисии се. Ви благодарам и имајте среќен празник, честит да ви е и на телевизијата и вас. Благодарам и на сите македонски граѓани, честит најголемиот празник, еден од најголемите празници на Македонија, кога има непристојни разговори од било кој гледач, нели техничкиот дел така е договорено да ги исклучи по мое барање, јас ги предупредувам, меѓутоа еве секој има право да се јави во оваа емисија, тие граѓани кои што почесто се јавуваат, најверојатно се доста поупорни од останатите, меѓутоа еве јавно би ги замолил доколку некој од нив, не мора да овие спомнатите кои што ги спомна претходниот гледач, нели да се јави една за да има отстапки за другите гледачи, затоа што имаме случаи кога делумни се јавуваат и 2 и до 3 пати во текот на една емисија. Навистина е тоа многу, толку е времето, 50 на минути моје излагање и секој нели тука во оваа контактна емисија очи во очи има 2 минути време да збори. Навистина треба да им остапиме простор на сите гледачи да го кажат својот став и мислење по било која тема, па дури и на овие слободни теми. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Господин Зоран, поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи на слушатели и гледачи. Добро кажа господинов, меѓутоа, прво господјата, нели слободна тема е, не сакам да зборувам што, меѓутоа да не се навредуваме. А тоа е научно, го научиме господине од нашите сегашни водачи, од премиерот, од пратениците во собрание, лекарка и кокошко таму, тие работи, значи навреда кога они можат да се навредуваат на висока функција, ова со факултетско образование се со. Може би некој со докторат, пример, како Христијан Мицковски. Па кога може, пример, еден рече дека за СДСМ гласал, меѓутоа никога се не гласа. Јас ќе ви кажам дека јас во моето населено место 230 гласачи, јас го формирам местниот комитет на внатрешно револуционарна организација, да не, кога беше Љупчо, кога беше таму тие Бековски, тие го формираа партијата. Значи формира, потоа бев советник во една општина, 4 години. Од тоа ВМРО. И тоа ќе му кажам дека јас никогаш не да гласам, него никогаш не би ги помнил тие децата, во градот Велес, да кажам. Илија Диновски, тие сите што беа градоначалници, Горан Петров, Клапсон Цодиев, сите ми се познати, ако го сретнувам. Меѓутоа, ќе му кажам дека вакво нешто, јас без партиски, ја формирам, меѓутоа вакво нешто не очекувам. Не очекувам од професор на она, да ми да кажува на другите, некрофили, некој е мртв, и тоа другото нема да го спомнам. Нели глодар, или неко телник, тоа талото општеството, па тоа е навреда на целото тие организација што не се во партијата, значи што не е партија на водешка партија. И како ќе бидеме ние пријатели? Јас ми кажувам во Велес на луѓето што ги среќа. Јас не мразам никого партиски, ни етнички, ни она. Меѓутоа, ако немаме различни ставови, не треба да се мразиме против овој господине. Ова... Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Се слушаме, Зорки, така? Одлично се слушаме, да. Па вака, на вашиот колега Исо Мухич му кажа, века, ако ти се јават во емисијата,
двајца испод 30 години те частам ручек на матка. Што сакам со ова да кажам? Дека младиве уопште не ги интересира политика, нити партиите. Младиве ги мразат партиите. И албанците млади исто ги мразат нивните партии. Значи државава ни отиде, чим младиве не се заинтересирани, многу удоле, да кажам. Види, што ме мучи, Зуки? Ме мучи, например, у медиумите, у дневните печати испаѓа, например, испадна у Фокус и ми се чини у Слободен печат, не ме држи точно за збор, у Фокус сигурно, дека државата на граѓаните им должи над 700 милиони евра. И тоа добиено со правосилни пресуди од Страсбург. Не знам дали си запознат со ово слово. А медиумите не ја кажуваат оваа тема. Ова е скроз сериозна и има изјава исто од Мицковски. Вика, ја ако ги исплатам сега тие 700 милиони, вика, ќе отиде државата у банкрот. Ја не знам, знаеш како, доаѓа, отишол уопште на некоја молер со екипа негова, нити му платиле, нити ништо, такви банални проблеми има. Не знам со дали си слушнал, ама ова е стварно овако, за каква е држава, сакам да кажам. Не е зрела држава. Поздрав, пријатно. Поздрав, пријатно, благодарам. Да, може да говорите. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Свака час. Ја рекол, нема да не уклучат, пошто сме ние за актуелната власт и мислам дека почетно ги уклучуваат сите што се против ВМРО. Али ВМРО има Не, нема селекција, значи не ни знаеме кој се јавува. Слободно. Не, види, Зоки, 2-3 пати ќе се уклучам, 2-3 пред мене ќе не исклучат, разбираш? Ако се, значи линиите преполни, немаме 5-6 линии, заради тоа е така. Сега ова ми докажа дека е добро, свака час, од ИСО добро работуевме, мислам. Така, повелете, да не губите време што се вели. Подршка за премиерот Мицковски. Видите, многу тешка ситуација оставија овие заебистиве. Што сакаат да го вратат овие Фрчковски, едниот знаете дека крадеше долари, другиот шмрка. Абе, ова е мусулски светско дете. Свака час подршка само да им даеме оваа коалиција, ако не бива како овој што се јаве, не е овој земја глаже, јас сум од Чашка, он не е од Чашка, а ми го гласи селото. И да не кажува дека е од Чашка, дека е таму од Белешките села. Така ли? Чашка, не знае каде е селото од Чашка. Ова е населба, општина населба Чашка се вика. Така да знае. И затоа силно ВМРО, силна Македонија ќе биде. Слушайте ме ова. Поздрав, Зоки. Поздрав. Добар ден. Здраво. Добар ден, повелете. Ајде, ово последно ќе го кажам, очај, беда и јад. Последно, толку за тоа. Иначе... Во однос на што? На последниот гледач што говореше? Да. Добро. Имаше така некои навредливи фрази, меѓутоа еве затоа зачутев. Затоа државата не е вако, што не е. Да, говорете. Секој си има право да каже свој став, меѓутоа без навреди. Еве ќе замолам пак. Вреѓаше. Така, да, добро. Сега, ќе си кажам ја нешто друго. Значи, гледам Шпанија таму 50.000 мароканци пробиле граница нешто таму, влезле во Шенген. Тоа се мигранти, не се од Мароко сигурно тие луѓе. Па добро, мигранти се, ама преку Мароко таму. Преку Мароко, да, како дестинација пред Европа. Да. И тоа малку доста вокуражени, весели ми делува, не ми делува на некои кои се очајни. Сите со насмевки, оно малку тоа е симптоматично. Видете, тоа е доказ кога со стратешкиот партнер не чеш да соработуваш. А ја го викам американецот стратешки партнер. Еве ти како завршава работата. Педро Санчес, нели,
одби у еден период со Иран некоја ситуација и еве сега братка, тоа ако се сеќаш беше истото и со Пасок. Пасок 2008 година на Буш помладиот му рече не може никако ни подразно да биде Македонија, значи и беше договорено да биде некој се Скопје или не знам што у тоа време. Ги ставија да продаваат острови на Германија да дојдат до пари. Ги девалвира све. Каде е Пасок сега? Марш, го нема. Сакам да кажам друга работа, значи од нигде никаде се појави Сириза, Ципрас и наеднаш тој стана премиер. Кратко е времето, али со американецот нема шала, ги мрзам. Поздрав. Поздрав. Добар ден. Добар ден, Раде Василев од Кавадарц. Добар ден. Ова слободна тема би сакал да презберам неколку збора за одлуката на владата за да се помогнат компаниите што вршат откуп на земјоделски производи. Однапред ќе кажам, одсечно сум против ова. Зошто сум одсечно? Тие преработувачки компании, од почеткот на она фамозна приватизација беа дадени на олигарсите и на новопечените газди, партиски газди. Како што се млиновите, како што се винарските визби, како што се фабриките што преработуваат овошен зеленчук, беа по багателна цена. Еве јас за пример ќе го земам кај нас нашиот комбинат винарската визба Тиквеш. Во тоа време беше процените на 90 милиони евра. А Свето Јаневски М6 беше дадено за 3,5 милиона евра со 7 милиона залики вино и раки. Тој не даде, тој дури заработи од тоа. Од кога дојде Свето Јаневски во Теквешијат, како црна чума се заради. 60% од нашите возови нас веќе искрчени. Затоа што сакате земјоделските производи да ги земат по багателна цена. И сега такви мамки прават, овие наши искусни олигарси, кои што изјавуваат, еве на првен пат ќе го земаме за кај нас во Теквешијата грозето. Винарските визби изјавуваат дека црното грозде ова година не му требало. И затоа не сакале да го земат. А јас работев во таа винарска визба, знам дека црното грозде е основно грозде што се прави виното, црвеното вино. И правото вино е црвеното вино, не е белото. Белото е пред јадење, да не речем како аперитив. Аперитив е алкохолот, овој процентот на алкохол повисоките што се јади, виното е нако од закуската што се прави. А правото вино е во црвеното грозде. И не може некој да ми каже дека не сакал да го зима. Мамки овие олигарси прават на владата. Се со цел да се земат пари од државата, а со тие пари да ги платат земјоделски производи. Ова не оди никаде. И затоа велам сум против да се даде. Затоа треба да се направи една комисија, дозволив само да се доискажам. Една комисија да експерти, доктори на науки. Тај комисија да ја формира цената. Луѓе што се разбираат, агрономи, инженери, економисти, сите тие. Они да ја формираат цената, независно од земјоделците и од преработувачките капацитети. Добро, благодарам. Благодарам што се јавивте, што го споделивте вашето мислење околу откупните центри кои што за жал изминативе 10-20 години не ги имавме доволно. Еве сега се појавуваат, добро е што ги има, затоа што без нив навистина и не би знаеле земјоделците каде да го дадат произведеното, меѓутоа и со тие откупни центри треба да се работи во однос на тоа да ги откупуваат производите по оптимални, еве да речем, цени за земјоделците, затоа што секогаш тука земјоделците како што велат губат во однос на тоа што го работат преку цела сезона. Добар ден. Добар ден. Добар ден, поздрав до вас, господин Зоран. Добар ден. Господин Зоран, ви честитам предстојачкиот празник Илинден. Благодарам. Па на вашата телевизија и на сиот македонски народ. Но сакам да искористам оваа тема, едно моје гласно размислување во врска со манифестот, Илинденскиот манифест, Крушевскиот манифест, што го кога Никола Карев даде повик, во суштина тоа е ова. Значи, со браќа Влаши, Турци и Албанци, дели да се борат против тогашниот османлиски режим. Значи, со браќа Влаши, Турци и Албанци. По таа реченица заклучувам дека Никола Карев не е ни албанец, ни турчин,
ни власт. А бидејќи властите денеска, влашката интелектуалци, кои многу ги почитувам, се повикуваат на античкиот македонизам, дека се тие античките македонци, значи Никола Карев не е ни антички македонец. Па се прашувам и размислувам. Од позиции на какво етниско чувство Никола Карев ги изрекол тие зборови во манифестот. Уште наш честит нека Илинден. Благодарам и пријатно. Пријатно, честит нека ни е еден од најголемите македонски празници Илинден и од аспект на македонска државност, меѓутоа и од аспект на религиска припадност за сите припадници од православната вероисповед. Честит Светилија и честит Илинден. Добар ден, повелете. Добар ден, повелете. Среќен празник нека е Илинден и верски празник исто така. Така. Јас мислам дека во општините, дека што живееме, треба да се обрне внимание повеќе на луѓето што се во бедна состојба, што нема доволно средства, за да се ги поправат куќите, за да живеат пристоен живот и да им се даде еден дел од тие средства што се доделуваат на општините и да им се помогне. Исто така мислам дека на обичниот граѓанин треба да му се дозволат правата онака како што ги има според законот. А многу од граѓаните и да имат право на нешто, едноставно законот за нив не важи. Него законите што треба да бидат добри важат само за високите луѓе со високите чинови и луѓето во владата. За обичниот смртник законите не важат онака како што треба. Треба законите да важат за сите подеднакво во оваа држава, во сите општини подеднакво, а не кој како што сака си праве и никој нему ништо може, а некој не смее да фане, да цепне ништо и никакви права да добие во општината во која живее. Значи треба да бидат... Благодарам. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, господине. Празниците македонски или ден недела го честитам на сите македонци и во диаспората и во целиот свет. И Саве го поздравувам, висте Италија исто, Саве од Германија. И војска кој се грижи за Македонија. Вака сега, сакам да кажам празникот до сега се славеше, него како дојде вие арамиите од 2016 што не прифатија влада со ВМРО да помоне, јако ВМРО е влада која е победничка у програмата што битува народ исполнува и е бране државата. Понудено и беше да се формира влада заедно со СДС. Македонија неќат, не сака, Северна ме прекрстија, Македонија не прифатија, затоа што не може да крадат, да намерно, со судиите заедно, со Добрилка Царска тамо до 86-та, Јане Демишко, што ти знам, не може да крадат, да се богатат и да уништуват државата државно. Затоа не прифатија. Тие се арамии и против се и за диаспората на гласат, и за уставните измени, кои они го тоа прифатија, се откажаат Македонија со Стево Пендаровски председател. За пусти пари тамо, милиарди пари, колку зема на сметка. Ови домашни изданици, предавници, треба да се суде само, судиите треба да се сменат сите. Од 91 година да се заменат со други и не да ги судат.
да се осуда за овие трагедии, овие предавство, овие криминали, корупција, тад банка, банки, убиства, тад. Така. Историски осврт на проблемите низ кои што помина голем број граѓани на Македонија и теза на гледачите што треба да се направи. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Благодарам. Па пошто празникот Илинден е на прагот, еве ќе кажем нека за многу години. Амин. На сите добри луѓе, на сите добри македонци и да се обратиме на слободната тема. Обично јас сум така со моје мислење, со моје гледање против овие вреđања, веќе напаѓања едни и други. Така. Ние се напаѓаме, вреđаме. Па некој има пробугарски, некој има просрпски овде подковани, настроени. И тоа се приметува, и тоа се чита меѓу редови. Нека се коригираат сите овде што се во Македонија што се јавуваат на ова телевизија. Нека бидат коректни, нека бидат честни луѓе. Нека си ја сакат Македонија. Чим се во Македонија, мора да ја сакат Македонија. Ама затоа треба да има национална стратегија. За да престанат овие припукувања и ова штета на народот и на државата, мора да се направи национална стратегија. А национална стратегија до сегашните партии мислам дека не успеа да направат во овие 3,5 децении и мислам дека тие ако продолжат со такво владење нема никога да направат. Затоа што тие се кажуваат добри, сите вика ние сме добри, вие не чините. Другите викат па не, ние сме добри, вие не чините. Доста е со ова напаѓање, со ова опишување едни со други, а ништо добро не кажа досега во овие 3,5 децении, само лошотилоци и затоа национална стратегија во која што мора да се знае што е антидржавен елемент, што е нечовек, што е нехуман политичар, што е штетник на државата. Се мора да се знае за да знаат луѓето што е штетно и да не го прават тоа. Инаку сега не се знае што е добро, што е лошо. Благодарам. Да, се согласувам со кажаното, сепак треба да имаме стратегија, меѓутоа таа стратегија и од опозицијата заедно со опозицијата изминативе децени никако да се направи, односно вие најверојатно сте алудирате на црвена линија и не слично, меѓутоа за жал се уште нема такво нешто и се уште продолжуваат обвинувањата во однос и на нашите аспирации кон Европската Унија, меѓутоа и во однос на одстапките кои што треба да ги направи нашата земја. Добар ден. Добар ден и убав ден, господине. Благодарам и вас убав да биде. Вака, прв пат се слушаме. Милоне. Прво една молба ја од претходниот мој колега неколку пати звони, меѓутоа не може да добијам од овие потпоролите. Ако сакате емисија да биде редовна, оддалеко некој земјоделе, сточар, некој да си каже маките, ве молам за вие 20 на луѓе, па нити има срам, нити чувство ве човек. Па водате е безер 24 да пуштеш бе. Истите луѓе, експерти, стручнаци, да се ги бива. Последно една молба имам до тебе. Сите го критикуваат таа од Прилеп. Една молба до тај Диме. Знамето што го негира било игнено игле. Джукела, Багабонд би од некој миско, не знам, разни, а вие го толерирате, господине. Највише ми е криво за Шипското градначалниче. Јас од село, дека 80 години, али такво дете Штип не е имало. Диме не е дошо да види какво дете и што работи за интерес на граѓаните на град Штип. И не ли се сраме секој дневно, почитувам водител Джукела Багабонд. Толку. Добар ден. Може да го пуштиме следниот гледач. Добар ден, повелете. Во програма сум? Да, во програма во живост. Поздрав до вас, прв пат се слушам со вас, со колегата и со неколку пати сум имал контакт на емисија вака. Так. Се јавам на слободни теми, па беше темата за министеров, за здравство која имавте, не можев да добијам. Така. Па ме интересира дали као телевизија и као водител имате инфо, еве се и со Западно Нилскава треска и со другиве работи за здравство, дали ќе може да се направи едноставно
прашање, да се направи некоја дебата едно друго, дали би се вратило ало докторе услугата што е. Ја Ало, повеќе докторе. пати си имам јавен, Така, ама нема да. никаква информација. Еве Клековски да го прашате, да видиме. Сме имале Што планира? прилог, почитуваната колешка Ивана, која што го води секторот здравство, имаше правена прилог во однос на Добро. барањето на доста голем број на граѓани преку социјалните медиуми Добро. и директно до телевизијата. Меѓутоа, засега нема некој одговор дали ќе се врати таа. Таа е услуга многу корисна, посебно во вакви пандемии како Гостивар, како Так, еве так, Западна да, Милска, да, Треска, секако. Драчево и ред други. Иначе одлична телевизија сте, секоја чест и до вас и до ИСО и до сите уредници. Благодарам. Убав ден, пријатно. Убав ден, пријатно. Да, сме правиле, како што кажав и претходно, околу нели барањата на голем број на пациенти да се врати услугата ало докторе, меѓутоа од Министерството за здравство, чинам пред неколку месеци, не одговорија конкретно дали планират и дали ќе вратат ова услуга. Само знам дека доста голем број на граѓани кои што ни пишуваат и на социјалните мрежи, ни се јавуваат, меѓутоа еве, како овој гледач последен директно кажа дека таа услуга е навистина корисна, особено во вакви ситуации кога имаме епидемии, кога имаме навистина голем број на поплаки, реакции, жалби, меѓутоа и страв од вакви ситуации како таа што се случи со водата во Гостиварскиот водовод, затоа што знаеме после таа случка нели имаше и други загадувања и други заболувања. Еве ова што се случува особено во летниот период со западно-нилската треска, со зика вирусот, така што нели пациентите имаат потреба да се јават кај стручните лица и да добијат соодветен одговор, особено во летниот период кога нели температурите се навистина високи, навистина за едно прашање да се оди до доктор не е така баш пријатно. Ова линија доста би била корисна. Во наредна прилика ветувам дека луѓето, односно новинарите кои што го водат секторот здравство, ќе упатат директно прашање до Министерот за здравство, до новиот министер Сашо Клековски, дали повторно се размислува и дали ќе се воведе услугата од Министерството за здравство. Ало, докторе. Добар ден. Добар ден, убав ден. Извеќе видам последно. Обично гледам да бидат актуелни теми. Еве ќе кажам за Нилската треска, односно Нилскиот комарец, кој беше само до Египет, но сега еве полека Кипар, Солун, па Богданци, еве се дојде и до Скопје и ми се чини треба најглавно што треба да направиме. Сите, значи Вирчиња, сите места каде што има застанато вода која е непокретна, мирува, тоа е најголемото жариште за да се попадат јајцата на тој комарец и да не се себе кај ќе видат граѓаните таква вода, обавезно да ја превртат, да не може да се развијат тие ларви, значи и да избегнеме од тоа заразување. Тоа е единствен начин, а иначе климатските промени ќе го прават своето. Ние одиме климатски према Африка, а Африка никој не е према нас. Другото сакам да го покренам и прашањето во претходниот дел го покренам, но пак да го повторам. Значи, за мене, некој да се дрзне, да гради неводно. Бидејќи некогаш јас се работам во паркови за Лелево. Јас сум 80 години човек, така да ние носевме земја од некаде да насадиме дрва, да го заштитиме водно, да не се лизга, да нема. Меѓутоа, прават Малку имавме технички проблем со гледачот, се извинувам што мораше да биде исклучен. Се изборуваше нели за актуелни теми, се беше во ред, меѓутоа ете технички проблем. Добар ден, повелете. Дали се слушаме? Да. Добар ден, повелете, говорете. Јас ве слушам. И јас ве слушам, слободно говорете. Во слободната тема би зборувал вака. Најинтересантно во две, најинтересантно, не мора да е интересантно. Сега, што сакам да кажам? Добро бре, две македонски партии, партиски немој да ме врзувате никако, граѓански. Дали не сватија
по 2001 година дека Македонија однатре ја продадува 80% СДС, 20% ВМРО. Абе седнете луѓе, договорете се, дали не гледате третиот што ви прави? Јас не можам да разберам, што треба. Јас ние на нација, ние на народност, ние не вреđам. Ако не можете така, направите граѓанска држава со исти права, со исто се. Мене не ми смета дали ќе биде албанец председател на држава, ако го поштова уставот. Не ми смета. Ако можеше Барак Обама да биде толку време, 8 години председател, па што овде да не биде? Меѓутоа, најлошата работа е меѓу македонските партии и по 2001 година не сватија што прават. Кој ни е сега бе крив? Реков, ние на националност не ми смета, Европа сум ја светал, ич не ме интересира националност, само устав и толку, закон и толку. Поштовајме. Ова, нека му е честито и честит празник да ние, па дали ќе дојде овај на мечкинка мене овај, никој да не идите. Немате вредност, ни вие од СДС, ни вие од ВМРО. Никој. Така, благодарам. Ова беше последниот гледач со порака до политичките партии за она што го работели изминативе 20-30 години, порака до нив во однос на престојниот празник Илинден, каде што, како што кажа од владата, тука говори ке одржи пратеникот Антонио Милошовски. Ова беше петочното издание на втората контактна емисија Очи во очи, каде што граѓаните има можност да го кажат своето мислење, предлог и идеја во однос на тековните случувања во Македонија, значи слободна тема, така што ви благодарам, еве ја заокружуваме ова недела со оваа контактна емисија. Останете на фреквенцијата на телевизија 24 во добро здравје во овие пековни горештини кои што ни престојат наредните, како што велат метеоролози, 10 дена, а за 10 минути следува првиот дневник на телевизија 24 кој што го подготви нашиот деск со уредникот Анита Додевска. Пред се останете во добро здравје и пријатно.